за мене е безбедно место кое што секој дете може да го чувствува како свој дом. За мене Ало Бушевко представува решение на секој проблем. Ало Бушевко за мене е линк помеѓу децата и нас волонтерите кои секогаш сме тука за нив, спремни да ги слушаме и да им помогнеме за сите нивни дилеми, проблеми и предизвици кои што ги имаат. Ало Бушевко е пријателот на сите деца. И секако, ние како волонтери очекуваме во целата наша земја, сите дечиња, да немаат веќе проблеми, да немаат веќе и дилеми и неправди, а да живеат повеќе во радости, среќа, љубов и разбирање од сите нас. Ало Бушевко е секогаш тука за вас. Деца, љубов, иднина. Секогаш кога ќе бидат нарушени правата на децата, како правото на недискриминација, правото на живот, правото на слобода, правото на родителство да бидат со нивните родители, правото на заштита од болка, стрес и страв, правото на информираност, на приватност, на заштита од економска експлоатација, на едукација, секогаш ние ќе бидеме тука да советуваме, да помагаме, како полесно да се решат проблемите, како да ги заштитиме децата, да подариме љубов, разбирање и трпение. Волонтерската работа во Мегаш, посебно преку СОС телефонската линија, запознав едно поинакво општество кое ме научи дека малку е потребно за среќа, дека малку е потребно некому да му го разубавиш денот, за некому да му помогнеш за подобро утре. Ангажманот како волонтер на СОС телефонската линија активно ме исполнуваше и ме правеше среќна тогаш, а и денес кога зад себе имам стекнато поголемо практично искуство. Имам уште многу да зборувам за моето долгогодишно искуство како волонтер на СОС телефонската линија Ало Бушевко, но би завршила со зборовите од Маргарет Мид. Никогаш не се сомневајте во мала група луѓе која може да го промени светот. Всушност тоа е единственото нешто што го менува светот. Нашата мала група ентузијасти, волонтери на СОС телефонската линија Ало Бушевко може би не го промени целиот свет, но без сомнение секогаш им помагаше на многу деца нивниот мал свет да биде подобро место за живење. Среќен роден ден, Ало Бушевко.